Најнова информација е тоа дека Македонија денувиве слави огромен јубилеј, откако лидерот на ВМРО ДПМН и поранешен премиер го даде својот 50-ти гол. Селекторот смета дека тој е недостижен и би можел слободно да ги закачи копачките на клин. Денес е голем ден за сите љубители на спортот и политиката во Република Македонија. Имено, идолот на многу млади генерации, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, денес го постигна својот јубилеен 50-ти гол. Браво мајсторе, ечеше во салата кога тој со силен шут ја затресе мрежата на немоćниот голман, кој со пантерски скок се фрли на десната страна, а топката заврши на другата страна зад неговиот грб. Аплаузите и овациите од публиката траеа уште долго после овој јубилеен погодок. Ај па до година 60 да дадеш, на шега му порача директорот на Агенцијата за млади и спорт, кога му ја врачуваше наградата Златна десна кондура, што за прв пат се доделува годинава. Статистиката ги потврдува овие тврдења на спортските познавачи. Во оваа сезона на отворање на спортски сали, Груевски покрај головите има и 84 стативи, 24 удари со глава, 17 нафрлувања, 9 асистенции, како и безброј дриблинзи. Тој воедно е и честа мета за фаулирање од противничките играчи, но засега вешто успева да избегне повреда. Во оваа прилика вреди да се забележат и другите играчи од тимот. На второ место по постигнати голови оваа сезона е вице-премиерот и министер за финансии Ставревски со 23 постигнати гола, а трет стрелец е Фросина Ременски со скромни 19 погодоци. Тука е и председателот Иванов, кој го држи неславниот рекорд со постигнати 5 автоголови. Од обичен политичар прераста у раскошен голгетер, врвен стрелец, бада е водолија, и девица ми со му хороскоп така малце да се нашалиме, и он е страф и трепет за противничките играчи. Он без сок ги остава противничките голмани. За него се заинтересирава и странски селектори, они веќе ги анализират неговите дриблизи, али джабе. Доволно е да него само да му набациш у 16-терец и он само дъг со глава и гол. Нарочито е вешто у офсайд запки и додавање у празно, со еден збор, он е играч што тешко се чува. Сега, у задње време почна да си дава и некои аутоголови и не се знае како тоа ќе влијае на следнава утакмица, што ќе биде као на 5 јуни, ако уопште има, мислам, утакмица, пошто еве, као што знаете и вие, странските селектори го повикава у Виена, сега више не се знае дали он уопште ќе продужи да игра или ќе добие црвен картон. Мислам, ако продужи, веројатно нема да може да игра меѓународни утакмици, али него тој и не му е важно. Он ќе си игра у локална лига и така од увек играл само за публика. Меđutim, да оставиме времето да покаже дали он ќе продужи со кариерата или ќе иде да подугачок одмор. Това е, мислам.